Добар ден, извинете, дали може кратка анкета? Ајде, побрзо само. Ладно. 3 мај е светски ден на слобода на медиумите. Што мислите, слободни ли се медиумите во нашата држава? Па што ме прашаш мене, бе, дечко? Тоа треба да си го знаете ти и колегите, дали имате притисоци, цензура, автоцензура, дали сте за ВМРО, за СДСМ и така натаму и така натаму. Јас сум за Вардар, а од странски тимови за Манчестер Юнайтед. Значи, мислите дека се слободни медиумите кај нас? Вака, Манчестер ти е тапа, за медиумите ти одговорив. Европратедникот Томас Вајц минатиот месец не направи партал. Сега во вторникот ретерираше. Според Марта Кос имаме застој во реформите и постои голема можност да изгубиме бајаги европски пари поради нашиот јавашлук. Килава работа, бе. Ние се зезаме, се понашаме како да сме уште у Југославија и чекаме друг да ни ги заврши задачите, а ние да си лежиме. Сега странците го гледаат тоа и ни се чудат на паметот, а нас мува не налази нормално. Идејата пратеник да може да биде само лице со македонско државјанство е ставена под рачна кочница, поднесени се 177 амандмани. Па слушам нека експерти тврдат дека треба да се промени уставот за да се донесе овој закон. Ама знаеш како ги кажат србите и црногорците? Вук појао магарце или на нашки волкот го изеде магарето. Па ти сега види колку е саат. Од 2032 година техничката влада забидува во историја. Полека, тоа не се знае ништо. Ако си спокакаме на следниве избори, ќе има враќај техничка влада. Ние опесни белјаджи сме, со нас никогаш не си на чисто. Еден човек во Италија менувал сообраќајни знаци на крстосниците, например, го извадил знакот стоп и на негово место поставил знак имаш предност. Абе, дечко, будали има сегнени светот. Тоа мене уопште не ме чуди. Еве сега ќе ти кажам што се случи на селото кај што живеам. Пола од знаците се украдени затоа што ги продаваат како старо железо и пред 2 недели се случи сообраќајка затоа што некој го украл знакот стоп. Полицајците на лице место го фатили италијанецот. Ами италијанецот ќе го фатат, ама овие нашиве не се фатени, крадат и продаваат. Што да ти кажам, за 2 месеци ќе стават луѓето нови знаци, клептоманите пак ќе ги украдат и се така у круг. Интересна вест ни доаѓа од Битола. Во овој град 2 градинки почнале да се градат во 2020 година, се уште не работат. За тоа време кинезите еден град ќе направеа, верувај им. Знам еден интересен вист за битолчани и за кинези, сакаш да ти го кажам? Ајде повелете. Битолчаните нешто се налутиле и решиле да ја нападнат Кина. Ама се предомислиле нешто и си кротот не ги напаѓаат. Кинезите ги чекаат, битолчаните ги нема и им се јавуваат на битолчаните. Ајде бе, шо не напаѓат? Шо ви нема? И битолчаните, знаеш што рекле? Што ќе ве напаѓаме бе? Милиарди и кусур сте, нема кај да ве закопаме. Добар ви ден, господине. Кај најде на ладно, бе? Ладно, а? Мора да се работи на ладно, да, ладно, ладно. Сакавте северна, еве ви ладно сега. Па тоа е, да. Тоа, да. Ајде. Вага, господине. Швајцарија ќе ја помага евроинтеграцијата на Македонија со 56 милиони швајцарски франци. Па тоа е многу убаво. Јас им благодарам на швајцарците и еве ветувам дека од утре ќе јадам само швајцарски чоколада. Ама соленки се чоколадите швајцарски за разлика од нашите. Добро бе, они 56 милиони ни дадоа, а ти и понатаму ќе продолжиш да јадеш од тие ефтините чоколада прелиени со какао крема. Па не оди тоа, абе, види, мене не ме чудиш ти, таков е нашиот народ. Само нешто да дрпне, само нешто гага да земе, само некој милионче да стави у джеп, а ништо да не даде. Страмота, со Т, страмота. Доста бе, доста свириш бе, ајде, леле бе, кој свири бе, доста, до уреду е. Добро, свирка во кола знаеш за што служи? За да предупреди на опасност. Така да, И сега мене ми е јасно суштина зашто кога некој се жени или се мажи, или овие што се у колона, свират. Предупредуваат на опасност, разбираш? Вие, господине, сте опасен шаливџија. Не, јас сум многу сериозен човек и сега ќе ви раскажам една случка која што навистина ме потреса. Гледам една бабичка проси. Бабичкава на кај 80-85 години, облечена во едно джемперче,
Сама си го шиела, мислам, сама го плетала, се гледа. Скромна, ептен. И доаѓа една девојка и остава 10 денари. И бабичка, фала ти, бабе, фала ти многу. На девојка ви падна така жал, гледам, вади и дава 50 денари. Немој, бабе. Значи, стана баба, немој, бабе. Јас за леп денеска имам. Земи ги, вика. Ти си млада, тебе поише ќе ти требаат пари. И ги враќа пари, бе, човеч. Не, девојчево инсистира, на крај зема баба и ја бакна раката, бе, човеч. Дали си свесен за тоа? Значи, бабичкава од скромна, поскромна, се заблагодарува за 60 денари. А овде имаш мал милион црепови кои што милиони украдоа и пак се незадоволни, пак се нескромни, пак се алчни. Страмота, бе, со Т. Страмота, ај.